Hello everyone, welcome to my channel, Sulejmanolu channel. Добро вечер. Сакам да зборам слична. Една тема слична како претходната или последната. Исто така се работи за истата блиска, по крв блиска личност, во практика никако, но мене што ми е најинтересно и најзанимливо е тоа што знам дека ова го гледат, или ако не го гледат, знам дека му е пренесено се што е кажано или што ќе се каже или што е снимено, што ќе се снима, бла бла бла. И не реагират никако. Баш ми е мило, бидејќи ја прифаќаш вината. Сега треба да се биде нездрав. Нездрав во смисла не физички, него психички. Да се наречеш самиот муслиман, верник, бидејќи и самите тие не знаат што значи ислам, што значи муслиман. Сега, фала Богу, што ја имаме таа вера. Зависи кој и како ја сваќа. Но, некој како што гледам дека не ја сваќа сериозно. Зошто? Во било која вера, значи не навлегувам, христијанска, исламска, па најверојатно и во другите, бидејќи има 100 људи, 100 чуди. Но во овие двете, значи не се дозволува ти да бидеш верник. Кога кажувам верник, значи верник, не само името верник. И да постапуваш како што постапуваат дотичните. Не спомнувам имиња, не поради тоа што се плашам, бидејќи јас сум кажал на многу места и често пати, значи јас не се плашам од никого. Освен од Аллах Джелешаново, а од луѓе, инсекти, комарци, микроби, значи апсолутно не се плашам. Но не спомнувам имиња поради тоа што ако му се спомне име, значи му даваш значај. А те не заслужуваат ни значај, ни вредност, значи не заслужуваат апсолутно ништо. И исто како што кажав и во последното видео, значи подобро е за да не се снима видео, да не се кажува некои работи јавно или бла 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 бла, што мене воопшто не допираат тие зборови, барем до мене, до моја глава, до мои уши. Него треба да му се каже на човек, ако греши или ако било што, во лице или очи во очи.
Но тие личности за кои ја зборувам, 1000% знам дека или барем тие што ќе го гледаат ова видео, знаат за кого зборувам. Тие луѓе не вредат и не сакам, значи не вредат и јас не сакам да ги сретнам, а камоли да се сретнам тет-а-тет, па да им кажам некој збор. Ти се нарекуваш муслиман или ислам, ја имаш верата ислам, а правиш нешто што е вон исламот, правиш нешто што апсолутно го нема ни во Коранот, го нема ниту во Библијата, го нема, значи, апсолутно нигде. И затоа се поставува прашањето, и многу луѓе тоа ми го имат речено, и заиста почнав да се сомневам. Можда, дечки, можда сте влезени во или, значи има две опции, трета нема. Или сте влезени тотално во филм и веќе не знаете, тотално ви е испран мозокот од толку влегување во филм, или најстрашното да сте влезени во некоја секта. Бидејќи секти има групи, има милион. И едното и другото е страшно. Бидејќи ако си влезем премногу во филм, значи помош треба да се бара по стручните лица, значи психијатар, психолог, невролог, значи тие работи. А истото и ако си во некоја секта, значи треба да се побара помош за да излезеш од таа секта. За да излезеш и од едното и од другото е тешко, но дај Боже да успеете. Бидејќи не можам да кажам 100%, но прилично сум сигурен сум во двете. Значи и влезени сте во не да сте влезени, значи сте во филм, не знам кој жанр, значи се уште 21 век се уште не е откриен тој жанр. И втора работа е исто така, верувам, дека сте членови или влезени или во некоја секта, каде што го представуваат, извинете, исламот, но погрешно и му даваат, значи со тоа му даваат црна дамка. Значи, видете, кој и да е, колку сака нека е да биде моќен или бла бла бла, и колку и да сака да дава црни дамки, не знам што на исламот. Значи, исламот, верата, како вера, ислам, христијанство, било како, не зборувам за исламот, значи, го чува самиот Бог, единствениот Аллах. А вие дека сакате да изигравате кловнови, палјачо, изволте, но немојте да тогаш да кажете дека сте правични или исправни муслимани или припаѓате во исламската вероисповест. Ти, уствари вие, клањате, кршите нозе, колена, кичми, удирате, значи, со челото во тло. Но тоа го правите неверојатно поради тоа го знае само Бог, Аллах Джелешану, но и останувате гладни, мислејќи и верувајќи дека
постите или ова, но кога ќе ги земите или кога луѓето знаат веќе, нема што да се крие, кога ќе ги земат во предвид работите, делата што ги правите, значи вие сето тоа го правите за диета, сето тоа го правите за вежби, а за Аллах Джелешану да биде задоволен, вие тоа апсолутно не го правите. Бидејќи исламот не се состои само намаз, клањање, не се состои од пост, само од пост, не се состои само од давање зекјат, не се состои од само шехадет и не се состои само од хаџ. Значи, овие се само 5 столбови. А површината, значи, од тука почнува ислам. А површината, каде ви е? Вие со сето тоа што го правите, постите, клањате, читате Куран, сето тоа друго што правите, одите и на умре, хаџ, сето тоа паѓа во вода и паѓате на прва скала. Значи, вие сте се уште првооделенци. Кога велите дека сте го прочитале 3 пати или поќе, не знам, 4-5, не знам колку, Куранот, тоа се вика, значи, да објаснам, тоа се вика сијакметисан. Значи, треба да знаеш основните. Ајде да ги реч, ќе зборам, па некој ако има нешто недојаснето збор, значи може да ме праша. Значи, ако не знаеш суре, било кој суре, значи Веддуха, Ајете Курци и ред други, ти како тогаш си јахметица кога не ги знаеш овие сури. Втора работа. Ти клањаш, постиш, сето тоа. А од друга страна, значи, не разговараш. Првенствено, твојот татко. Не разговараш твојата сестра и не разговараш со твојот брат. Трета работа. Некој од вас, што е најголемиот грев, имате тоа важа на рака, а исто така пости, се клања или слично, ги има заборавено добрините на својот дедо, вујко, тетка, и да доаѓа до овде и да не го посети својот дедо, својот вујко, тоа е брука. Тоа е тоа е лекција од своите родители. Значи, можеби и сам неколку проценти, но тоа е само наука или поука или насоченост од своите родители. Личноста која мене ми е блиска по крв, значи таа, еве јавно кажувам, и слободно, нека пишат и нека се јавуваат, само што ќе се мачат, а дали ќе им кренам или нема да им кренам, тоа е знак, прашалникот е огромен. Тоа е само што, или ако сакаат, нека тропаат, лупаат на врата. Таа личност што
мене ми е блиска по крв, никако по практика. Знам дека еден ден, не можам да тврдам 100%, бидејќи таа е таква личност што не знае, не умее да бара прошка и да се покае. Може би ќе му текне покасно или порано, то зависи, но знам дека еден ден ќе рече дека што сум направила или што сум направил, било како. Но уште денес е премногу касно, а не тогаш ако го каже тој збор. И апсолутно да не доаѓаш од таму од кај што од таму каде што си. Значи ти без разлика дали се срамиш, бидејќи ти 1000%, не 100%, 1000% сум сигурен дека се срамиш од својот татко, од својот идентитет, од своето постоење, од своето семејство. Тебе ти е брука ако твоето семејство ти дојде на гости или да донесеш некој или било како, значи во оваа куќа, значи тебе од оваа куќа, од овие луѓе овде, значи тебе ти е брука. Ти можеш да се замислиш дека си, не знам, кралица или принцеза, не знам што има дотичната земја, држава. Ти можеш да си замислиш дека си од Холивуд, дека си од Бевели Хилс, од не знам од кате, дека си джет сет личност или бла 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 бла. Но џабе, значи луѓето те знаат дека ти си од ова семејство, знаат кој ти е брат, знаат кој ти е сестра и знаат кој ти е татко и која ти беше мајка. И јавно кажува. Не срами се, бидејќи луѓето те знаат. Ти колку и да сакаш да скриеш, луѓето има една поговорка, скри го тефтерот во джеб, но луѓето ти го имат прочитано. И буквално не само тефтерот, значи цело твое семејство, цело ваше семејство, сите ве знаат кој сте, како сте и зошто сте. И повторно ќе кажам, јас не сакам, значи јас ова го снимам поради тоа што не сакам да ги сретнам тие луѓе и тет-а-тет да разговарам. Не поради страв. Ако имав страв јас од муви мушички, ќе носев пип со мене. Но поради тоа што не заслужиле да разговараат ниту со мене апсолутно не, него не чак ниту со други членови од оваа куќа, не заслужиле. И дај Боже, се надевам дека ќе најдите лек за ова што го правите или за вашите дела. Или ќе најдите лек психолошки, психијатриски, невролошки, не знам уште какви, или ќе најдите некој лек или начин за да излезете од таа секта, бидејќи исламот не го кажува ова што го правите, од една страна да кршите кичми, колена, да останете гладни, бла 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 бла, а од друга страна да немаш контакт со твоето семејство. Со твоето најтесно семејство. А
другите члена или други малце подалеку, значи вие нив ги правите поблиски отколку тие што се тесно. Но немојте да се лажете, бидејќи колку сакаш ти третата личност праја блиска. Узалud. Таа повторно ќе остане трета личност. И значи не можеш ти да бидеш дел од тоа себе, што во некој случај. Плюс да дојде внукот и да не дојде да си го види дедото, кој неумерно и не знам как, без граници, значи за љубов да не збораме, него толку му се посветуваше тој дедо од работа, уморен, неуморен. И се шетаја, и сега да не дојде, тоа е брука за вас. Тоа е срам и греф од Аллах Џелешану. Треба да се плашите од Аллах Џелешану. Да барате прошка, од Аллах Џелешану. А од луѓето, не знам дали толку дела сте направиле, значи што не може човек да замисли и дали ќе ви простат. Тука не знам, само Аллах Џелешану може да ви прости. А ако мислите дека е вака правилно, продолжете. Но сите луѓе, и денес, и вчера, и други ден, значи нон-стоп прашуваат и се чудат, значи буквално се чудат како е можно. Значи луѓето почнаја да играат шала со вас, да се мајтапат. И ако дојдите овде, во овој град, не внатре во куќата, не, него во овој град, бидете сигурни дека ќе бидете покажени со прст. И ако некој нема, пример, не може или срам или било како да ви го рече в лице, значи верувајте дека од позади ќе слушате зборови, гласини, дека како се мајтапет и овие се тие луѓе. Исламот тоа не го дозволува, а вие го правите. Зато велам, вие сте или влезени во филм кој само психички, психијатриски, психолошки, невролошки, не знам какво друго медицински средства, установи има да се излечите, или да излезете со помош на некој, да излезете од таа секта. Бидете пашливи и не заборавајте, бидејќи рајот, што сите се трудиме во овој свет, да го добиеме во оној свет, не е само и да постиш. Аллах Џелешану рекол, ако не знаете, нека после мене доаѓат родителите. А тука влегува, значи, мајка и татко, а потоа брат, сестра, а ви тоа апсолутно, значи, нигде. Значи, вие сте паднали уште од почеток, на прва скала, на прво оделение. А кога ќе се качите на пикот, за жал, но мислам дека ако продолжите вака, никогаш. Ве сака и почитува Султан Беј Сулейманов.